Семејното насилство се зголемува на ниво на Прилеп. До овој момент за 2024 година Центарот за социјална работа регистрирал 84 случаи, односно десетина повеќе за разлика од лани, не сметајќи ги пријавите заведени како поплаки. Но што е уште пострашно е тоа што жртвите на семејното насилство се повеќе деца. Од Центарот ги имале преземено итно сите потребни мерки. Насилството врз малолетните деца е од страна на еден од родителите, кој што се е физичко. А со привремени мерки за заштита, значи со изрекување од страна на судот и секој другиот родител кој што не врши насилство. Не мора да се разведени, значи каде што имаме насилство, не значи дека се само разведени родители, имаме каде што се во брака, имаме извршено е насилство врз дете. Кога станува збор за семејното насилство, стручните работници упатуваат и на зголемување на свеста за сексуалното вознемирување и демнење. Другите институции за жал ретко ја користеле мерката одстранување на насилникот од домот, така што спасувањето на жртвата често било оставено само на Центарот. Со оглед дека имаме многу ниска стапка на обвиненија и истраги за овие дела кои што се и квалификувани како кривични дела, а од друга страна за жал кај жртвите се уште не постои препознавање на овие форми на семејно насилство и пријави за истите, бидејќи во Центарот имаме многу мал број на случаи каде што поведуваме и постапки за сексуално вознемирување и демнење, но од друга страна не се препознати од другите надлежни институции како кривични дела и не се водат постапки, ниту пак имаме изречено некаква пресуда и превземање некакви други действија. Но за жал Прилеп нема шелтер центар каде што би се сместиле жртвите и тие се носат во други градови, што било најголема траума за децата. Прилеп нема ниту специјализирано советувалиште кое што ќе работи со жртвите на семејно насилство. При сместувањето во шелтер центрите се сместува родителот и доколку има малолетни деца, заедно со родителот се сместуваат и децата. Голем предизвик и како еден проблем, децата дополнително се соочуваат со проблем на промена на училишната средина, промена на другарчиња, промена на наставниот кадар. Тука од страна на стручните лица во шелтер центрите треба да им се пружи таа психосоцијална помош и поддршка. Стручните лица се пожалија и тоа дека се ставени во опасна ситуација кога работат на овие предмети и им недостасувало психосоцијална поддршка што итно ја бараат. Изложени сме на постојани закани, уцени, омаловажувања, навреди, лична освета, нанесување штета на личниот имот, како и закани по семејството и фамилијата. Особено сме изложени на висок ризик кога треба да извадиме жртвата од домот на насилникот и кога треба да ја најдеме соодветно сместување. Трендот на семејно насилство станувал скоро секојдневие. Стручните лица велат дека тоа мора итно да се стопира.